Во методот рамка-изолатор делумно се инкорпорирани елементи од методите за творење на матицата во кафез и отстранување на легло. При првиот чекор, првата рамка со празен сод, во кој претходно се одгледувало легло, се воведува во така наречен изолатор. Во пчелното семејство треба да се пронајде матицата, која за полесно пронаоѓање треба да е обележена. Матицата се воведува во изолаторот, каде што и рамката е 1. На овој начин, во пчелното семејство се ограничува површината на легло кој ќе биде достапно за размножување на крлежите, со што таа рамка ќе представува и стапица за нив. Потоа, изолаторот во кој се матицата и рамката се поставува централно во пчелното семејство. Во кошницата потребно е да се направи простор за изолаторот, со тоа што ќе се отстранат една или две рамки со темни, неправилно изградени или деформирани сотови. Девет дена подоцна, од изолаторот се вади рамката 1 и се заменува со рамка 2, каде што повторно ќе биде присутна и матицата. Изолаторот со рамката 2 и матицата во него се враќаат во кошницата и веднаш до него се поставува рамката 1. На 18-тиот ден од првиот чекор, рамката 1 се отстранува од кошницата заедно со заробените крлежи. Рамката 2 се вади од изолаторот, а на нејзино место се внесуваат рамката 3 и повторно матицата. Изолаторот, сега со рамката 3 и матицата, се враќаат во кошницата, а до него се поставува рамката 2. Девет дена подоцна, или вкупно 27-миот ден од првиот чекор, рамката 2 се отстранува од кошницата, рамката 3 се остава во кошницата, а матицата се ослободува. Изолаторот се отстранува од кошницата, а на негово место се воведуваат рамки со изградени сотови или сотни основи. 9 дена подоцна, или на 36-тиот ден од првиот чекор, рамката 3 се отстранува од кошницата и воедно се проверува дали матицата нормално и редовно несе јајца. За разлика од другите методи, кај овој метод, состојбата на пчелното семејство не се нарушува толку драстично. Матицата има можност непрекинато да несе јајца, а употребата на хемиски средства е исклучена.